TV me Leonora Kaliqi. Të nderuar të shikues, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në ditarin e orës 16. Do të ndalemi fillimisht në zhvillimet kryesore të ditës. Нора Каличи, наша соговорничка во четвртото издание на серијалот Жените го менуваат новинарството. На 20 години во новинарството во македонската телевизија, програма на албански јазик, водителка на емисијата Европската унија и ние, но и на главните вести. Преку незината приказна дознаваме повеќе и за најновиот ангажман или мисија. Председателка е на управниот одбор на Советот за етика во медиумите во Македонија. А за комплетирање на сликата за жена која сака да менува, тука е и нејзината борба за права на жените и децата преку Сдруженијето за благосостојба на жените и децата. 23 години работам у македонска радиотелевизија. Може би на почеток не беше таа еуфоријата, динамиката, желбата, мотивација да работиш, да создаваш нешто по-иновативно, да бидеш во тренд со новите работи што се случуваат и низ светот и да бидеме вклучени во, знаете дека новинарството бара напори и бара следување на тие трендови. Но од друга страна, разочарувања. Тоа е секојдневна битка што ја носиме во себе. Чувството дека сакаш да смениш нешто, да промениш нешто во општеството, да направиш нешто добро. Тоа не е само дел од нашата професија. Тоа треба да биде наша мисија, животна мисија. И таа мисија ја носам со себе секој ден. Како гледаш на положбата во моментов на жените во новинарството во Македонија, не само од аспект на зафатеноста и слично, меѓутоа понекогаш се чини дека се поподложни на притисоци и закани, на сексизам. Подоцна ќе говориме од аспект на Советот за етика, меѓутоа во моментов само како новинарки, кај што ги гледаш колечките, како гледаш на овој момент со притисоците, со заканите, со сексизмот? Како позитивна страна може да ја гледаме таа страна дека новинарките почна да зборуваат за тие притисоци и за заканите и неправдите што ги имаат секојдневно, и тоа е добрата страна. Од друга страна, да се прашуваме ние колку имаме новинарки кои што не зборуваат јавно за тоа и со какви притисоци се соочуваат секојдневно, почнувајќи од првите часови на работа, која се без разлика на тоа дали се они многу повешти, може би квалитативни или без разлика на тоа секогаш пред новинарите и мажи, секогаш они се некаде као да не се слуша зборот нивен и некако нашиот глас како новинарки, мислам дека треба да го разбиеме, да биде некако во самата фела, да биде као некој глас кој што ќе биде слушнат, да почнеме самите новинари да бидеме свесни за тоа дека треба да оставиме простор на мерит систем, а не на систем на вредности, а не на тоа дали таа е жена. Секогаш се етикетира жената на физичкиот аспект, не на тоа колку вреди таа, колку има вредности. За секогаш темите за жени се фокусирани на тоа не суштински. Изглед се коментира нешто што физичкиот не се коментира како го одработила професионално. Како постигнала до тоа, секако. Не дека е лесно, го знаеме нашиот менталитет, нашето општество и повеќето од тежината на сите работи и обврски што ги имаме низ дома, се однесуваат на мајката. И исто така децата барат некаква си друга поддршка, можеби, како некоја силна фигура го гледаат таткото, а секогаш емотивно или во аспект на тоа
како би требало да постапуваат или да се однесуваат емоционално, да бидат разгалени, секогаш ја барат мајката. Ја не бев присутна цел месец, вие знаете, пред некое време. Американски држави, да. Да, и ми беше прв пат да бидам далеку од децата. Верувајте дека последната недела ми беше многу тешка, пошто знаев дека не можат без мене, а од друга страна мислам дека тоа беше повеќе да се надоврзам со тоа колку е тешко. Мислам дека повеќе беше вината освртена на кај мене зашто ги оставив децата сама. Колку ми беше важна самата посета и самата програма. Ова е секојдневна рутина која што морам, значи да поминам од ручекот на прашања или да пуштам во текот на времето некој интервју или нешто, да слушам во позадина за да имам представа за тоа како да се однесувам или како да поставувам прашања за мојот соговорник. Кога станува збор за жените во медиумите, еден аспект е како жените новинарки функционираат во овој медиумски свет, а друг, еднакво важен, е начинот на кој жените се представени во медиумските продукти. Долги години јас се борам за правата на жените. Не сум некоја голема феминистка, но сепак продолжувам со тоа. Така да понатака, како што спомна и ти, значи ние сме сведоци на овој денешен тренд на како жените се представуваат во самите медиуми, како што спомнавме заедно, значи они се етикетираат или повеќе се зборува за жените на физички аспект, како они изгледаат, како се однесуваат, како зборуваат и така натаму, но суштински никако да се зборува за за вредностите на самите жени. Имавме, например, и изборите која беа, например, за кандидатките за председател на државата. Значи, тука имавме различни ставови, цело време се зборуваше за жените, а за жал никогаш, или било каква позиција, каде и да има некој предлог за жена, без разлика на тоа колкумина членови се за некое тело предложени. Например, 10 мина мажи, 2 жени имаме овде и само за жените се зборува, никако за вредностите на мажите. Тука етикетирање на таа страна. Од друга страна, како се известува за жените, например, кога се работи за сензитивни теми, ние имаме тука веќе сензационализам, значи на самиот наслов на текстот или на темата и како што гледаме секојдневно, мета на напади на на тој простор кој што се остава за коментари во самите социјални мрежи, тука имаме мета на тие напади се само жените. И цело време се зборува за тоа како жените биле, што биле, зашто би требало да бидат тепани или потрагично убиени и така натаму. Потоа, конзистентно не се работи на тие теми. Например, ако зборуваме за некое убиство, за некој фемицид, никогаш подлабоко не се влегува на тоа. Секогаш медиумите ги користат овие кликови као некоја секојдневна битка, повеќе за кликови, а не за тоа што ние се стремиме да бидеме како новинари, да работиме за да го да ја подобрим, мислам, ова ситуација. Па ние како жени се чувствуваме, мислам, дискриминирани секој ден, можеби почнувајќи од кога ќе тргнам од дома, кога сум во кола и возам и секогаш кога те гледа дека вози некоја жена, ќе почне некој да се осврти на таков начин као жена си, а да беше маж, мислам, ќе беше поразлично. Исто така,
На некои места, например, кога се појавувам и за името и презимето, може би мислат дека сум маж или некој друг. И одма, значи, друга перцепција која те гледа дека си жена. Како дискриминирани сме, како што напоменав, сам истакнав уште од почеток, значи кога сме на некој може би и настан, може би заедно со други новинари, мажи, тука не ги оставам, мислам, на сите на ова проценка, но сепак има такви настани и тука сепак жените не се тие што имат збор, ама од друга страна сепак се вниманието е кај мажите. И таа дискриминација, притаена. Па да, притаена, ама тоа се чувствува секој ден. Значи, ние можеме да зборуваме за некоја дискриминација поголема, која што ни се случува можеби на неколку години, а не зборуваме за овие што ни се случуваат секојдневно. Мислам дека најважната сторија што ми беше за една жена која што боледуваше од срце, имаше некои проблеми и жената ми се обрати на Facebook и бараше помош. И напишав сторија и тоа, пошто секогаш ние за жал во медиумите повеќе даваме простор на политички теми и политиката во земјата, а многу малку имаме теми за тоа, за општествени теми, например, и вака хумани. И тоа ми беше една од сториите која што ја напиша по мојата Facebook страница и таму се појавија многу хумани луѓе и помогнавме на жената, таа почина после некое време, ама знаеше дека децата беа добри со нов дом, реновиравме, средивме и значи исполнување на таа емоционална страна, мислам дека е најголемиот постигнат успех во мојата кариера. Да ти кажам наискрено, последни години работам со тоа здружение, работам повеќе на хуманитарни цели. Како што спомнав за жената, и имаше многу други случаи кои што жени ми пишуваат и барат помош. Како дојде до тоа да се интересираш за етиката и да бидеш прв човек на Советот за етика во медиумите со оглед на тоа дека треба да се работи, да се оценува работата на колегите, што нели меч на некој начин со две острици, и колку од овој аспект, од оваа позиција при таа работа забележуваш примери каде што жените се повеќе, да речеме, третирани или лошо презентирани во медиумите и слично, има или некои такви примери? Иако мислев дека ќе биде предизвик, имајќи ги предвид сите овие предизвици со кои што се соочуваме секојдневно, и да работиш и да бидеш као критичар на некој медиум или на новинарите во врска со тоа како си тие се однесуваат, дали ги прекршуваат професионалните етичките стандарди и така натаму, не е некоја лесна работа. И секој ден мислам дека можеме да се етикетираме, да не пофали некој или пак да не бидеме тие лошите во ова фела, но сепак ја мислам дека саморегулацијата е многу важен стол за едно демократско општество. За да сакаме ние да постигнеме некој успех во самото новинарство, ние сами треба да се критикуваме. Работиме со деца, средношколци и универзитети, исто така медиумска едукација, исто така сме лидер на мрежата за борба против говор на омраза и ќе работиме понатака, и ќе видиме по-иновативни и по-атрактивни да бидат самите проекти, за да можат да се вклучуваат новинарите. Ја мислам исто така
Многу се интересни самите седници на Комисијата за жалби кога они дискутираат. Тоа е некаков вид медиумска едукација, пошто тука учам и ја, и секој се учи. Сам различни аспекти и тука се донесуваат одлуки за тоа како постапил некој медиум. Вклучени да бидат младите во самите седници е многу интересно, затоа што ќе имат и можност за да научат. Прашањето кое сите новинари си го поставуваат, а тоа е зошто младите се помалку се заинтересирани да влезат во новинарството, Нора го поставува во прво лице. Што ли направивме за да упропастиме толку многу, за да децата не се интересираат за нашата професија? Од друга страна ги сваќам тоа, пошто има доста професии кои што се поатрактивни сега и поисплатливи, финансиска значи положба, финансиска состојба, може би тешка професија, не може би тешка професија. Сам секој ден различен предизвика, некој ти кажува дека ти читаше вести таму. Знаеш, да. Или те видов збореше нешто со тој, убаво беше, да. Или таксистот ти вика, да се работи нешто. Што работиш, новинарка? Да се работи нешто, знаеш. И секогаш тоа е секој ден дневно се случува. Од друга страна, дали би сакала да ги мотивирам младите заради овие причини што ги зборавме, за овие предизвици не би сакала. Ќе треба подобри плати за новинарите, безбедност, некако да работиме да се на довербата да ја вратиме довербата на самите медиуми и новинарството и нашиот интегритет, и после тоа можеби би можеле да ги поттикнеме младите. Нема доверба. Значи граѓаните немаат доверба во медиумите.